Во Македонија има се повеќе стари лица, а многу малку капацитети за нивно згрижување. Загрижувачки податоци за структурата на населението констатирале од Државниот завод за ревизија. Има пад во младата популација и на бројот на работоспособното население. Првиот ревизор најави подетални информации и препораки во извештајот, кој ќе го објават утре, и посочи дека се потребни сериозни реформи во пензискиот систем, зашто во моментот има повеќе пензионери отколку работници. Имаме загрижувачки податоци во делот на работно способното население, имаме загрижувачки податоци во делот на сместувачките капацитети и негата на старите лица, имаме загрижувачки податоци на рамноминото разместување на услугите каде што може да се даде за згрижување на старите лица, но имаме и податоци кои кажуваат на потребата од преземање на интензивни реформи во делот на пензискиот систем, бидејќи се повеќе се создава состојба каде што од една страна имаме поголем број на корисници на пензија, од друга страна имаме помален број на вработени. Сериозни забелешки државните ревизори констатирале и во дијагностицирањето на малигните заболувања. Здравствените власти мора да преземат сериозни мерки, зашто резултати за испитување на рак се чекаат со месеци, но и по половина година. Мора да имаме сериозен пристап во делот на создавање на потребните ресурси, оно што значи човечки ресурси во делот на медицинскиот персонал, вреднување на нивниот труд и секако користење на опремата. За жал и понатаму имаме констатација дека имаме набавено медицинска опрема која за жал не ја користиме. Да не зборувам за временскиот период на чекање во кабинетите за мамографија на дојка, каде што временскиот период на чекање од скринингот до одреден преглед пристигува некаде повеќе од 157 дена. Забелешки за скрининг програмите на здравство за рано откривање на рак на дојка и на грлото на матката имаат и од Сдруженијето на онколошки пациенти, а не е задоволен ниту министерот, кој најави промени во методологијата и следењето на пациентите. Александар Динев, Сител телевизија.